Кога го донесовме пакетот антикризни мерки, решивме да направиме трибини во Скопје 2 и ги направивме во исти ден и беше премала салата. И затоа решивме да ги направиме поголеми. Во Битола беше полн културниот центар. Во Прилеп беше зафатен, меѓутоа се наполни најголемиот хотел. Овде гледам дека, како што кажа председателот, волку луѓе немало до сега на една трибина. И затоа сакам да ви се заблагодарам на неготинчанки, неготинчани, на сите наши членови, симпатизери, што вечерва сте тука со нас. И кога ќе ги видам овие добро познати наши другари и другарки и овие борци за прогресивна Македонија, тогаш јас сум сигурен во тоа што го повторувам веќе 2 години, дека на редовните избори идната година победник ќе биде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Прво на председателските, а потоа и на парламентарните. И тоа ќе биде двојна победа за Европска Македонија. Двојна победа на прогресот, двојна победа на солидарноста, двојна победа на другарството, двојна победа над изолацијата и двојна победа над лажните патриоти и националисти. Грижата за сите е нашиот темел на социјалдемократијата. Тоа е грижа со која создаваме подобри услови за живот, подобро за секој граѓанин, подобро за секој човек во државата. А таа грижа значи повеќе за сите. Ја отсликува нашата посветеност и секогаш го има граѓанинот, го има стопанството и има секогаш подобро за сите. И затоа беше многу лесно да се направи слоганот на овие трибини, повеќе за сите, бидејќи единствената политичка партија која во овие 32 години дава повеќе за сите е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Единствената политичка партија која зема повеќе само за себе е ВМРО ДПМН. И тоа се потврдило ни сите 32 години на нашата независна историја. Поголеми плати, поголеми пензии, поголеми инвестиции, повеќе пари за граѓаните, повеќе пари за работниците, за младите, наставниците, докторите, компаниите. Сето тоа е повеќе во овие изминати години откако ние имаме честа да ја водиме владата. Точно 2,6 милиарди евра имаме вратено назад кај граѓаните и стопанството во изминатите неколку години. До сега не се случило во историјата на државата толку многу пари да бидат насочени назад кон граѓаните, не се случило да бидат толку многу финансиски средства вратени назад кај оние на кои најмногу им треба, а тоа се најранливите категории на граѓани. Затоа што така е правилно, затоа што тоа е социјалдемократски и затоа што државата постои заради својот народ. Државата не постои заради партии и поединци, таа постои заради својот народ да му помогне кога му е најтешко. И дури во време на светска, во време на економска и енергетска криза. И никој не беше оставен сам. Како што ветив пред граѓаните, така и се случи. Успешно се справивме со сите предизвици. Не дозволивме да нема струја, не дозволивме да нема грејење, не дозволивме да нема храна, не дозволивме да нема гориво. Не дозволивме економијата да застане, туку обезбедивме економски раст и во тешки услови. Од опозицијата напаѓаа, од опозицијата спроведуваа активна блокада на собранието, кочеа закони, кочеа антикризни мерки, ама ние работевме и успеавме да се избориме. Пратениците во собранието. Вие имате една жена борец пратеничка во собранието, Лолита, која е тука со нас. Таа со денови се бореше заедно со своите колеги во Комисијата за финансирање и буџет сите овие закони и сите овие антикризни мерки да поминат и бидат изгласани на пленарна седница. И таа секогаш ќе ја има мојата најдлабока почит за тоа што го има направено во собранието во овие тешки 4 години, кога во собранието постојано го блокираа неодговорните политичари од ВМРО ДПМН. И ако некој заслужува аплауз, таа и колегите заслужуваат аплауз, а не јас. А ние знаевме каква цел имаме, имавме знаење, и знаевме да работиме,
И затоа заедно и успеавме. Инфлацијата ја намаливме на ниво од пред кризата. Ако беше 20%, сега е 7 пати помалку. Сега е 3,5. Ако беше храната покачена, сега веќе е 1% инфлација. И јас знам дека 150 денари беше зејтинот, меѓутоа сега зејтинот е под 60 денари. И лебот се намали, и брашното, и сите производи успеавме да ги намалиме. Зашто не правивме компромиси? Не попуштавме некој да прави профит на грбот на граѓаните. И јас знам дека добар дел од трговците не ме сакаат многу. Знам дека и добар дел од големо продавачите исто така не ме сакаат многу, ама не ни мора да ме сакаат. Јас сакам граѓаните да ми се насмејани и да можат да имаат, да купат тоа што им е потребно во време на криза. Затоа што граѓаните на нас ни се пред се, а не профитите на поединци. Претходниот пакет антикризни мерки беше 760 милиони евра. И го даде резултатот. И Светската банка кажа дека Македонија има највисок пакет на антикризни мерки споредено со сите земји во регионот. Последниот 9-ти пакет антикризни мерки, нови 662 милиони евра за граѓаните и за компаниите. Со тоа обезбедивме силна финансиска поддршка и за учениците, и за студентите, и за младите, пензионерите, ранливите категории на граѓани, земјоделците, компаниите. И повторно има повеќе за сите. За 187.000 пензионери обезбедивме финансиска поддршка од вкупно 36 милиони евра, за да им помогнеме кога е најпотребно, да ги облажиме последиците од продолженото влијание на кризата. Гледам тука дека има пензионери. Со овие мерки пензионерите со пензија до 14.000 денари добиваат финансиска поддршка од вкупно 15.000 денари во наредните 5 месеци. Пензионерите со пензија од 14 до 16.000 денари по 10.000 денари за наредните 5 месеци. Пензионерите со пензии меѓу 16 и 19.000 денари по 7.500 денари во наредните, односно за наредните 5 месеци. И не треба да се аплицира, не треба никој да се пријавува, туку од овој месец веќе на нивните сметки ќе почнуваат да им доаѓаат месечните износи од 3.000, 2.000 и 1.500 денари за пензионерите со ова ниво на пензии. Тоа е грижа за сите. Со СДСМ пензионерите секогаш добиваат повеќе. И тоа во континуитет. Откако јас станав премиер, ги имаме зголемено пензиите за 25% за 1,5 година. Просечната пензија денес изнесува 20.100 денари, што е за 6.400 денари повеќе во однос на 2016 година. Минималната пензија денес изнесува 13.150 денари, што е за 50% повеќе во однос на времето на ВМРО ДПМН. Денес минималната пензија е еднаква на просечната пензија во времето на ВМРО. И ветив пораст на пензиите, и силна финансиска поддршка за пензионерите и го одржав својот збор. И пензиите повторно ќе растат. Во март повторно ќе имаме зголемување, во септември идната година повторно ќе имаме зголемување. А лагите на ДПМН самите ги демантираа. Јавно на телевизија кажаа дека ќе ги зголемеле пензиите за 5.000 денари, за да идниот ден кажат дека нема да ги зголемат за 5.000 денари, ќе ги зголемувале на рати, па на години, па по 500 денари. А добро знаеме ние како изгледаше нивното зголемување. 2014 година 500 денари пред избори, 2015 година 550 денари пред избори, 2016 600 денари пред избори. Тоа беа нивните зголемувања. Немаше пари за зголемување на пензионерите. Единствено што правеа, ги праќаа на скијање пензионерите. 70 годишна жена, мајка ми, ќе ја праќаат на скијање. Па што ги прави на скии? Па после тоа видоа дека не може да скијат пензионерите, па на жичари ги праќаа. Ние во државата 3 жичари едва и тие ги праќале на жичара. Па ти да застанеш сега на жичара, сите пензионери ред да чекаат, ги се смрзнат на планина луѓето. Тоа беа нивните мерки. Тоа беше единствено што правеа за пензионерите. Им пуштаа реклами и ги праќаа на жичари. Тоа правеа. И затоа немаат аргументи сега да зборуваат. А со СДСМ пензиите растат значително. И ќе продолжиме со нашите политики за постарите граѓани да имаат спокојна старост. Кај младите, за 120.000 млади, ученици и студенти, обезбедивме финансиска поддршка од 17 милиони евра. 35.000 ученици
од средно добиваат 10.800 денари за 5 месеци, односно до завршување на училишната година по ученик. 70.000 ученици од основно образование добиваат по 7.200 денари до завршување на училишната година по ученик. 15.000 студенти добиваат ваучери за превоз од 600 до 1.200 денари месечно или до 6.000 денари, зависно од нивното место на живење до местото на студирање. И тоа се мерки кои значат повеќе за сите. За 600.000 семејства ја субвенционираме цената на сметката на струја и тоа до 90%. Секој граѓанин тоа може да го провери на својата сметка. Почнаа на почетокот да зборуваат зошто стоело на сметките, па треба да стои на сметките. За да видат граѓаните дека државата е тука за нив кога им е најтешко. А што правеа тие? Ширеа хистерија и лаги дека ќе немало струја во текот на зимата. Ќе немало струја, ќе имало рестрикции, ќе се зголемела цената, драстично ќе се зголемела и така натаму. Еве ги сега па почна. Ја ви кажувам, цената на струјата нема да се зголеми. Ама немој да се случи да се намали, па потоа да треба да се извинуваат или да викаат дека имаат корона, па да ги нема по 7 дена да се појават на телевизија. На крај немојте така да биде на 1 јануари. А тоа што имавме електрична енергија и вишоци во текот на јануари, и Неготино има улога. После долги години работеше термоелектраната во Неготино, сите таму што работат треба да им е благодарна Македонија, заедно со Битола што имавме електрична енергија во цела Македонија. За ранливите граѓани обезбедивме 10.000 денари поддршка за период од 5 месеци. За работниците од приватниот сектор обезбедивме поддршка за поголеми плати. Отвораме можност за покачување на платите од 3.000 до 9.000 денари за работниците во приватните компании. Со мерката со која работодавачот ќе плаќа со персонален, ќе плаќа повисока плата, персоналниот данок ќе го плати компанијата, а се друго покрива државата. И тоа е поддршка за компаниите. И тоа е повеќе за сите. Во оние сектори во кои платите се пониски, како во текстилната, градежната и други, таму ќе има поддршка. Не може да има поддршка таму каде што платите се веќе над просечната плата. И кога сме кај просечната плата, веќе го видовте податокот. Просечната плата во државата стигна до 39.000 денари или 38.843 денари. Тоа е просечна плата од 630 евра. Просечната плата во 2016 година, односно во времето на ВМРО, во споредба со ова денес, е зголемена за над 360 евра. Кај нив, просечната плата беше како минималната плата што е денес. И тие ги продаваа нашите работници како ефтина работна сила. Така доаѓаа фабриките во тоа време да работат. Сега веќе не е тој случајот. Сега веќе просечната плата е 40.000 денари во државата. Ова значи дека ние сме успеале да ја зголемиме реалната куповна моќ на граѓаните. Ако во минатото минималната плата беше по 9.000 денари, во некои сектори по 8.000, по 7.000 денари, денес минималната плата е над 21.000. Во март ќе биде 22.500 денари. Денес со две минимални плати се покрива потрошувачка кошничка. Во нивно време 4,5 минимални плати беа потребни за да се покрие една потрошувачка кошничка. Тоа е разлика од владење на СДСМ со владење на ВМРО ДПМН. И платите ќе продолжат да растат со СДСМ. А со членството во ЕУ, платите и пензиите ќе бидат и до 70% повисоки од тоа што се денес. Стапката на невработеност пак во 2016 година беше 25%. Денес таа е 13%. Идната година ќе биде 11%. Во 2025 година, за прв пат во историјата на државата, ќе имаме едноцифрена стапка на невработеност. И затоа ќе гледате билборди по државата дека на компаниите им се потребни работници. Затоа што веќе се повеќе и повеќе луѓе се вработени во државата и тоа со повисоки плати. И кога сме кај инвестициите, во времето на ВМРО, во 2016 година, странските директни инвестиции изнесуваат 383 милиони евра. Односно 338 милиони евра. Ама сите мислевме дека се работи за дупло повеќе од тоа,
бидејќи на 1 евро инвестиција 5 евра трошеа за реклами на телевизија. Пушташ телевизија, не можеше да се трне поглед од нивните реклами. Минатата година во кризна година, инвестициите во Македонија, странските директни инвестиции беа дупло повеќе од 2016 година. 754 милиони евра. Двојно повеќе. Ако во тоа време кумулативно беа изградени фабрики вредни 600 милиони евра, денес кумулативно се изградени фабрики вредни 2 милиарди евра во зоните каде што инвестираат странски компании. И тоа се двојно повеќе инвестиции кои што во време на СДСМ се направени споредено со ВМРО ДПМН. И повеќе има и за земјоделците. Ова е и земјоделски крај. Ова е нашиот најпознат лозарски и винарски крај. И Неготино, и вашите најблиски пријатели, роднини, конкуренти, кавадарчани. Тоа е гордоста на нашата држава. И резултатите од тие политики и од вашиот труд ги гледаме. Ова е познат крај и по квалитетот на лозјето, и по убавото вино. Преку мерките и политиките кои СДСМ ги донесе во однос на инвестициите во овој сектор, денес можеме да се гордееме со производството и на грозје и на вино. Уште на почетокот започнавме со грантови од 10.000 евра за опрема за малите производители на храна и вино. И со тоа се отворија мали семејни винари кои не постоја пред тоа. Почнавме со подршка со грантови од 5.000 евра за набавка на опрема за мали дестилерии. Се тоа значи нови фирми, тоа значи нови вработувања, ново производство, нов извоз. Македонското вино, како резултат на овие мерки и како резултат на вашиот труд, денес е на високото 13-то место во светот по остварен девизен прилив од извоз на вино. Значи, Македонија со својата територија сме 13-ти во светот, а први во регионот. Оваа година ја поминавме и Грција. Ако Грција беше прво место, ние второ, сега ние сме прво место, Грција е второ место. Од тој извоз државата има 60 милиони евра прилив по основ на извоз на вино. И она што радува е што секоја година се зголемува извозот на флаширано вино. Тоа значи дека веќе во странство го препознаваат и квалитетот и го препознаваат македонското вино како бренд кој сакаат да го купат на странските пазари. И од година во година бележиме извоз и од година во година од светските сајми нашите винари доаѓаат со награди. Денес скупниот број на регистрирани винари во државата изнесува 255 винарски визби, што представува бројка за почит. А бројките во секој сектор и во секој сегмент благодарение на СДСМ се подобри. И денес сакам тука да откриам нешто за вас. Пред да дојдам во Неготино, одржавме седница на владата наменета толкму за земјоделството, каде што ја изменивме програмата за субвенции во земјоделството, односно во делот на лозарството. Иако досега во програмата за 2023 година субвенциите по хектар лозови насади беа 40.000 денари, од денес се 52.000 денари по хектар. И донесовме уште една мерка, а тоа е за секој килограм предадено грозје во винарските визби, ќе се исплаќа по 1 денар субвенција, што се дополнителни милион евра за овој крај. И јас ги гледам реакциите на тие што произведуваат вино, бидејќи има насмевка на нивните лица. И нема да ги заборавиме. Исто како што не ги заборавивме тутунарите во Прилеп, исто нема да ги заборавиме ни лозарите во Неготино и во Кавадарци, каде што подоцна ќе одам. Само со мерката Мој ДДВ, до сега имаме вратено кај граѓаните 150 милиони евра. 150 милиони евра беше мисловна именка во времето на ВМРО, ДПМН да биде вратена за било што. Паметите ли макар една мерка на ДПМН со која што имало враќање на пари кај граѓаните? Дали можете на една мерка да се сетите? 11 години беа на власт. Не постои таква мерка. Такво нешто во нивно време не постоеше. Еве, и вие имате добра меморија, и јас имам добра меморија. Не постоеше такво нешто во нивно време. И тоа е суштинската разлика помеѓу СДСМ и ВМРО. Во наше време, кај граѓаните се вратени 2,6 милиарди евра за само 3 години, во време на криза.
Во нивно време имаше други приоритети. Тие имаа приоритет да прават споменици, да прават лавови, да прават жални врби во сред Вардар, да прават фасади од стиропор. И ме прашуваат луѓе, има и на емисии на телевизија, на вести, дека се распаѓала фасадата на владата. Па како нема да се распаѓа? Како може да има фасада и стреја, вие сте домаќини луѓе, имате куќи. Кај се правило стреја од стиропор? Кој направил до сега стреја од стиропор? Такви се стреите на владата. И не ги поправам. Ми викаат, ќе ги поправаш ли? Не ги поправам. На секој дожд, на секој ветер се распаѓаат и седат у дворот. И викам, нема да ги пипате. Нека учат младите што е лудост у државата, за да не се повтори пак. И тоа нема да биде поправено. Додека не се распадне целото, нема да се поправи. За да може овие млади генерации, ко Ангел и ко тие младите што идат, да видат како изгледало едно лудо време во Македонија. Како 11 години некој правеше стиропори, жални врби во Вардар и тие кутиите од Росфрај стојат у Вардар, без врби бидејќи се исушија, што викаше еден земјоделски инженер, ја уште не сум видел на сред река да расте дрво. И човекот погоди. Ама тие има да стојат таму исто да сведочат за лудо време во кое што сме живеели 11 години и кое ние нема да дозволиме да се повтори. Ние овде во оваа сала. Бидејќи ние кога ги оставиме ќе го повторат. Затоа ние нема да дозволиме. И до денеска нив ништо не е променето. Локалната власт на ДПМН единствено знае да удира под джебот на граѓаните. Ние не зголемивме ни еден данок во време на криза. ДДВ-то е 18% и имаме најголема, најдолга листа на повластени производи со 5% во однос на сите земји во Европа. Ние не дозволивме зголемување на цената на бензинот и дизелот. Имавме најниски цени секогаш во регионот, што е случај и денес. Не дозволивме зголемување на цената на електрична енергија, ни за граѓаните, ни за компаниите, малите и средните предпријатија на регулираниот пазар. Ги ставивме на регулиран пазар и училиштата, и болниците, и сите. Со домаќинско работење се може. А што прават тие? Погледнете ги градовите и општините во кои што тие управуваат. Нема сметка која не е зголемија за граѓаните. Во Неготино исти таков е случајот. Сметката за данок на имот е зголемена за 100%. За комунални услуги исто така. А што добивте плюс? Што добивте во Неготино? Што има? Јас сега поминам во Неготино. Нит видов булевар, нит видов улица, ништо не видов. Ништо не видов. Ама затоа СДСМ е тука за Неготино. Ќе споменам само неколку проекти во Неготино, поддржани директно од владата која што ние ја предводиме. Денес ја пуштивме во употреба колективната зграда со 45 социјални станови. Денес бевме договорени да ги делиме становите, дожд беше, дождлив ден. Ми викаат премиере ќе одиш ли, викаат дожд е, па што ако е дожд, викам. Па тие луѓе по 40 години чекаат на свој стан. Солзи имаа во очите кога им ги делевме со баже клучевите. Ја постресни луѓе немам видено до сега и треба да се срещни. Затоа што има влада, што им издела во пресред, исто како и во други градови, каде што се направени социјални згради кои што се пуштени во употреба и доделени станови комисиски на тие кои што ги заслужуваат. И среќни се луѓето и треба да се среќни. Не се случило во мандат на една влада да се пуштат 8 згради социјални со толку станови. Имало влади, што кажува министерот, каде што во цел мандат успеале само по една зграда да пуштат во употреба. Ние до сега имаме 8 и уште имаме за пуштање. Имаме уште цел месец од оваа влада. Месец и пол. Па после имаме уште 4 години. Оте ние нема да дозволиме да се случи тоа што се случуваше 11 години и тоа што се случува во општините. Погледнете го градот Скопје. Елка бе немаме. Не знам вие дали имате елка. Ние елка немаме. Немате ни вие елка. Битола го гледам. Дали ја видовте елката у Битола? Таа во Битола елката е иста како у Скопје. Ама онаа у Скопје е накитена до пола, оваа од пола нагоре. Као да ги купувале две у едно, па ги поделиле.
Катастрофа тешка. И сега вика, они не била нивна градоначалничката. Чија била? Чија била? На изборите пред 2 години, они славеа победа, она у бел капут, овој у патенче стајал блузон еден слават. Така ли беше? Ние седеме со Петре, со сите, викаме да честитаме победа, честитавме победа. Се обрука, вика не е наша, вика како не е ваша? Седи оној Трајко Славевски таму на чело, председател на Совет. Оваа иде на телевизија, вика, ние сме на власт. Они делеа флаери, не делев ја флаери за нив, мајка најболја, па тоа кралица, срна. Вие не знаете што беше у Скопје, бе. Абе го шачардисаа народот. Гласаа луѓето, не се криви луѓето, и изгласаа и сега нема ни елка, ни превоз, ништо нема. Значи, ништо нема. Мене ми се иде да го земам од Демир Капија градоначалникот, да си го однесам у Скопје бар градоначалник да имаме. Стани да не кажам стани цаци се. А тоа е затоа што ние сакаме да се грижиме за граѓаните. За да имаат поголеми плати, за да имаат поголеми пензии, за да бидат постречни, да бидат понасмеани, вакви да бидат со аплаузи кои што сте вие сега. Луѓето сакаат да видат убаво, да видат дека некој прави нешто за нив. И затоа пак ја дадат довербата на СДСМ, бидејќи споредбата ја видоа. Го реализиравме во Неготино и проектот за резервоар за вода за пиење со цевковод во Тремник. И тоа беше од владата финансирано. Го реализиравме и проектот за асфалтирање на улица во Пепелиште, како и реконструкција на фекална и атмосферска канализација во Неготино. Го обновивме и патот Неготино Демир Капија. Затоа што со СДСМ секогаш има кој да ги решава проблемите. Јас знам како беше во сред лето кога Макарија хидросистемот се распадна целиот. Со Љупчо заедно во најголемите жештини се фативме со работа со градоначалникот во Росоман и бидна работата. Ја фативме и сезоната на заводнување и го спасивме производството кое што го има во Росоман. Така се работи. А не со префрлање на топката. Во Скопје уште не може таа цевката на мост Беласица да ја направат за парно грејење. Овој ќе ја правил, оној ќе ја правил, мостот уште не направен стои, цело време само се допишува еден со друг. А нивна работа е тоа. Оној па го гледам, од ВМРО еден пратеник, со диплома таму го прашуваат од кај му била, не смеја да каже, кај ја пазарел. Дојдел кај мене градоначалникот на Карпош, за да на владата и ги дал ингеренциите да ние сме правиле планови за згради. Луда работа. Кај се видело влада да прави планови? Тие, пошто не знаат више што да лажат, сега почнуваат фикции да прават. Вие замислите планови влада да прави. Да седне бажу у хол на влада, па да прави јавна анкета со граѓани. Хајде, тука планови ќе се носат. Значи, све што ги лажат, све ќе излажат. На се спремни. И затоа 10 дена сега гледате ги нема. Битола им се распадна Советот. Каменица им се распадна Советот. Скопје, тоа више ќе се пишуваат романи што се случува у Скопје за овие 2 години. И им велам прошли пат. Уште година и пол и избори се. Има да изгубите у сите општини, викам. Беа градоначалниците сите. Бидејќи ја кажав, без разлика од која политичка партија градоначалникот избран, граѓаните заслужуваат поддршка од владата. И затоа наменивме 32,5 милиони евра за 44 општини во државата, 66 проекти. И не гледавме од која политичка партија е градоначалникот. Да има и за Битола, да има и за Прилеп, да има и за Центар, да има и за Валандово, да има и за Велес, за сите нека има, за да видат граѓаните разлика кој работи. И затоа сите у влада се собравме, викнавме камери, подпишавме и нека се гради за граѓаните. За да видат граѓаните кој прави, кој ништо не прави во оваа држава. И не само што со нас добиваат повеќе, со нив помалку добиваат. И она што помалку добиваат со ВМРО ДПМН граѓаните е иднина. Тоа е исто така голема разлика. Тие
имаат идеолошко свртување од Западот. Значи, држава која што секогаш била за европски интеграции, за НАТО интеграции, тие се секогаш подготвени да ја заробат. Јавно на телевизија нивниот председател вели и 100 години вика нема да идем во Европска унија, ако треба и никогаш. Тој го кажува тоа. Нема да може тоа. Значи, тој процес е започнат. И тој процес нема да застане. Затоа што конечно после 17 години ние отпочнавме преговори со Европска унија. И заради нив, што блокираа во собрание, имавме сега во Брисел празен гол, пенал да шутираме и ради нив не го шутиравме. Ама нема да имаат уште еднаш таква шанса. Затоа што ќе бидат поразени и во април, и во мај, и сето тоа ќе помине и оваа држава ќе стане земја членка на Европска унија до 2030 година. Тоа граѓаните го сакаат. Ние имавме 11 години заробена држава. 11 години младите бегаа од државата. 11 години и старо и младо бегаше од државата. И затоа имаме обврска и пред сегашните, и пред идните генерации тоа да го направиме. Бидејќи ние ако не го направиме, нема кој друг да го направи. Погледнете ги сите одлуки за иднината на државата. Од независноста Киро Глигоров кога ја започна, кандидатскиот статус за Европска унија 2005 година со Владо Бучковски, потоа почетокот на преговорите со Европска унија, членството во НАТО, тоа ви е се со влади и премиери и председатели на СДСМ. Една работа нема со нив направено. Наместо 100 години да идеме напред, тие 11 години не вратија 2300 години назад. Антиквизација почнаа. Ние зборуваме за европеизација, тие зборуваа за антиквизација. Наредија споменици по Скопје не може да се разминеме. Никој не ги гледа тие споменици, нема кој да ги одржава веќе. Прокиснуваат згради, се полнат подруми со вода. Тоа имаме во Скопје во моментов. Ако ние сме вратиле 2,6 милиарди евра кај граѓаните за 3 години, на Скопје 2014 имаат потрошено 1,5 милиарда евра. 1,5 милиарда евра е потрошено. Уште враќаме кредити од тоа што е трошено во тоа време. И граѓаните немаат време за губење. Неќеме ние повторно изгубени генерации. И затоа со СДСМ ќе успееме. Ние имаме голема коалиција, затоа повикавме на правење на коалиција со европска ориентација, каде што ќе дојдат сите без разлика на етничка, идеолошка припадност и ориентација, за да направиме нов исчекор за државата. И за крај ќе ви кажам една работа. Никој не се родил да биде ниту председател, ниту премиер. Ниту па јас сум се родил да бидам председател или премиер. Ниту па некој се родил да биде пратеник, ниту некој се родил да биде директор, ниту некој се родил да биде градоначалник, ниту некој се родил да биде советник. Тоа стануваме во животот. Јас во моментов ја имам најголемата чест што може да има некој во државата и одговорност да ја предводам во овие тешки времења. Ама едно ќе ви кажам. Бил јас премиер или не? Бил председател или не? Бил член на извршен одбор? Или заменик председател на местна организација? Мојата мисија е Македонија да стане земја членка на Европска унија и ја тоа ќе го завршам. И затоа да сте ми живи и здрави, да живее Неготино, да живее Европска Македонија, да живее СДСМ.